Благодарам, почитан колега. Навраќајќи се на појавата на миграцијска криза и актуализирањето на западно-балканската рута, имајќи ги предвид претходно споменатите последици од нив, нашите земји наидоа на дополнителни предизвици, се најдоа ставени во фокус на внимание и за враќањето доброволно или недоброволно, реадмисијата, реинтеграцијата. Зборуваме за период во кој во голема мера се воспоставуваше и се уште се воспоставува систем за управување со миграции на Западен Балкан, но и во земите на Европската Унија. Република Северна Македонија и сите земји долж западно-балканската рута постојано преземаа мерки за справување со миграцијските текови, но за да стигнеме до решение на заеднички проблеми и предизвици потребен и заеднички пристап. Континуирана меѓународна соработка надополнета со оперативна соработка секако придонесува кон зајакнато управување со граници и подобра контрола на граничните премини. Но за да се биде таа соработка делотворна, мора да биде операционализирана прво меѓуинституционално, а потоа со земјите од регионот, земјите на транзит, на потекло и во голема мера и со земјите и агенции на Европската Унија. Во многу наврати претходно имам истакнато дека секоја воспоставена алатка, платформа или спроведена активност, која ги обединува службите кои постапуваат во сузбивање на криумчарењето на мигранти, како високо профитабилен криминален бизнис, особено кога се работи за меѓународни организирани групи на криумчари, е особено корисна и од големо значење за сите инволвирани институции кои постапуваат во овој тип на случаи. Досегашната поддршка на меѓународната заедница, особено на Европската комисија и земите членки, има огромен удел во оперативното постапување и брза и навремена размена на податоци, како и во зајакнување на прекуграничната соработка. Таа секако треба да продолжи во истите оние различни форми како и досега, регионални и меѓународни иницијативи, платформи и процеси, материјално-технички средства или мерки за надградба на капацитети со концепт заоснован на координација и мерење на учинок. Затоа што повеќе не е доволно да кажеме дека 20 или 200 милиони евра изнесува меѓународна поддршка на Република Северна Македонија. Време е да кажеме дека границите на Северна Македонија и на целиот регион се контролирани и дека е постигнат значаен успех во управување со миграциите. Оваа премиса ќе важи кога, меѓу другото, ќе биде воспоставен ефикасен механизам за враќање, дали е тоа доброволно или присилно, во земите на потекло, како еден од главни предуслови за ефикасно управување со илегална миграција. Ќе постојат ефикасни политики за реадмисија како важни аспекти на управување со миграција и области во кои сите ние се соочуваме со сериозни предизвици, поради неможноста ефикасно да се вратат дел од илегалните мигранти во нивните земји на потекло. Главна причина за овие предизвици е немање договори за реадмисија или нивно неспроведување и неможноста да се утврди идентитетот на мигранти, односно по официјален пат да се извршат соодветни проверки со надлежните служби во нивните матични држави. На крајот од моето обраќање сакам да забележам дека сите ние имаме примери за добра практика и постигнати успеси кои сакаме да ги споделиме во справување со предизвици кои ги носи менаџирањето на миграцијата, а особено на илегалната миграција. Со нас постојано се и пријателите и експерти од Европската комисија и нејзините агенции Frontex и Европол, кои досега не ги издвоив, но кои се тука и пружаат поддршка во задоволување на нашите идентификувани потреби. На почетокот од моето обраќање пред вас реков дека заедничките предизвици бараат заеднички решенија, до кои ќе дојдеме преку соработка, редовна комуникација, координација и размена на искуства и помеѓу нас, земјите од регионот, но и со релевантните партнери од Европската Унија. Само спроведување на заедничка политика и заеднички мерки можеме да се справуваме со миграцијата. Инаку решението сепак треба да се бара на извор на проблемот таму каде што се создава можност за илегална миграција. Благодарам.